Комбинирајќи ги компактните димензии, практичноста на семеен автомобил и можноста за справување со секојдневните патувања само со електрична енергија, Dolphin е уникатен во својата класа. Суперхибридот на BYD со дуал мотор технологија обезбедува искуство во возењето со електрично возило со силно мазно забрзување од неговиот електричен мотор монтиран напред. Кога е потребно да се справи со подолги патувања на сцена, стапува хибридниот систем за да постигне флексибилност со што е способен да помине повеќе од 1000 километри со полна батерија и полн резервоар бензин. Dolphin G DMI ќе почне да се продава на европските пазари во наредните недели, а првите испораки се очекува да стигнат до клиентите до крајот на летото. Од BYD пристигна уште една вест која сигурно ќе ја предизвика и днината на автономните возила. Компанијата толку е уверена во своите технологии, што ќе ја превзема одговорноста за штетите од сударите додека се вклучени системите за помош во возењето. Конкретно, Urban Navigate функцијата на автопилотот, кој е дел од звучно наречениот систем Божје око. Условите за тоа сепак се строго дефинирани. Корисникот мора правилно и во согласност со прописите да ги користи овие можности. Гаранцијата на BYD засега се однесува само за кинескиот пазар за нови купувачи и трае 1 година. Прашањето за одговорноста при автономно возење е едно од најгорчливите за креаторите на овие технологии. Автомобилите можат скоро се да направат сами, да тргнуваат, забрзуваат, менуваат ленти, застануваат и друго, но ако дојде до несреќа, тогаш возачот е виновен. Со овој свој потек, BYD сака да прати сосема поинаква порака која и производителите и законодавците треба внимателно да ја слушнат. Според кинезите, основата за ваквата нивна одлука лежи во податокот дека BYD на патиштата веќе има повеќе од 3 милиони интелигентни возила кои секојдневно поминуваат по 200 милиони километри. Податоците што тие ги собираат се искористени за креирање алгоритми кои со учење од реалните ситуации ќе ги предвидуваат несреќите.